Започнува оброкот на денот, а кога ни гостува Сара Трајковска, која што е млад и успешен како нутриционистиден и готвач или готвачка. Се разбира, секогаш имаме и теми за разговор, но и различни специјалитети кои што, верували или не, само таа знае да ги замисли, да ги подготви и да им ја даде она доволна доза љубов која што се чувствува дури кога нели се вкусува тој специјалитет. Тоа го велат оние кои што ја пробале нејзината храна, тоа се коментарите и пофалбите кои што таа ги добива. А нас ни задоволство што Сара има денеска и во утринска на Телма и во нашата кој на Сара. Добро ни дојде. Добро утро и навистина ти благодарам на ова прекрасна најава. Да, па тоа е навистина така и добро е што може да се прати твојата работа. Оние кои што, како што и споменав, го вкусуваат тоа кое што го правиш, се импресионирани. А тоа е знак дека си го одбрала вистинскиот смер, кога зборуваме за комбинација на нутриционист и готвач. Ти си се уште студент на Природно-математичкиот факултет, одсек нутриционизам, но истовремено и си работиш во еден македонски ресторан, си готвиш и си уживаш во сето тоа. Точно така. Тоа е сметам дека е многу битно да ја одбереш професијата што навистина сакаш да ја работиш. Јас тоа го направив и навистина ми исполнува. И како што рече, навистина готвам со љубов. Едноставно се давам за тоа јадење да биде вкусно како за другите, така и за мене. И навистина тоа има голем резултат. Луѓето навистина, како што ти споменав, јас навистина не ги очекувам тие комплименти заради тоа што за мене е ова вообичајно. Вообичајно е да го направам како што треба, вообичајно е да биде вкусно, да биде така приготвено со многу љубов, но ете комплиментите и коментарите што ги добивам од другата страна навистина ми исполнуваат. Да. Фокусот во тоа кое што го правиш и задоволството при тоа и уживањето го даваат еден го даваат тој резултат всушност кој што го почувствуваат многумина. Веројатно ќе го почувствуваат и нашите гледачи преку екраните и она кое што ќе ни го подготвиш тука, а кое што го имаме на крај или како еден резултат, бидејќи се работи за нешто што се пече. Станува збор, неколку пати најавив дека и ти ми спомена дека ќе ни направиш торта од морков и сега нели се појавуваат прашалници каква е таа торта, а да биде од морков. Сега не е постна за оние кои што сега постат, но може по постите да си ја подготват и да уживаат. Повели Сара и кажи како или од кои состојки е составена. Вака, ќе кажам дека ова се работи за здрава варијанта на морков торта. Моментално не е постна, но со измена на некои намирници верувам дека може да се постигне истиот вкус. Овдека имам измелено овес, околу 200 грама овес, 50 грама кокосово брашно и 50 грама мелени ореви. Добре. Јас ќе почнам да го спреам рецептот, со тоа ќе објаснам што додавам. Добре. Овде имам 2 испасирани банани за кои што е потребно да бидат малку отстоени за да бидат така поблаги. Еве ќе ги ставаме нив. Ќе ставам 2 цели јајца, да. Околу 200 грама рендано морковче. Истинска морков торта. Ставам 150 грама грчки јогурт. 120 милилитри млекце. Јас имам овдека кравје млеко, но секако може да се оди со некое растително млеко, овес, бадем. Да, за сите тие кои што можеби не практикуваат кравје млеко или пак имаат. Овдека имам 2 лажици растопен пудер, но рецептов може да оди со кокосово масло, на пример. Овдека имам мед. Медот не е задолжителен, но за да ја добиеме таа блажина, за да биде као вкусен десерт, ќе ставам 2 лажици мед. За тие кои што сакаат поблаг вкус, така? Да. Заради тоа што бананата дава доволна блажина, но зошто да не уште малце. Овдека имам 1 лажичка цимет со наврвна лажичка морско оревче. 1 лажичка прашок за пecivo. И ќе ги додадам. Да. Овдека имам суво грозје и малку брусница. Рецептов е многу едноставен и многу брз за правење, заради тоа што се правиме во едно, само ги спојуваме состојките. Да, и потоа се меша да се направи една хомогена смеса. Потоа се меша, да. Дали, например, кога подготвуваш вакви рецепти, се некаква твоја комбинација, која што претходно, да речеме, си ја експериментираш и на крај излегува одлично, или ти е како
како искуство од гледање, читање и пратење одредени готвачи светски. Искрено за ваквите рецепти за кај што се работи за здрави рецепти, навистина, мислам имаме за сите рецепти ги имаме на интернет, но сепак секогаш се трудам малку повеќе да експериментирам, да додадам нешто мое, за да не биде рецепт онака препишан од интернет. Да. На секој рецепт сметам дека може да се додаде нешто свое. Така да гледам од интернет да имам инспирација за готвење, но не да го следам истиот рецепт. Да го ископираш, не да го ископираш. Навистина сакам да додам да биде нешто мое, да биде автентично. Да. Па тука и креативноста во прашање, нели, инаку нема да може да се искаже ниту талентот, ниту креативноста ако се копираат одредени рецепти. И сега го додаваме на крај сувото грозје и брусницата. Сувото грозје и брусница. И повторно се Ова цела ваква смесева навистина многу брзо ја подготвивме. Ја ставаме во плехче и ја печеме 30 минути на 180 степени. Сега ќе проверувате зашто навистина има разлика од рерна до рерна, но ова е структурата што треба да се добие. И тоа убаво се пече и потоа се кога ќе се стави во плех, сега зависи форматката каква што сакаме. Форма правиме така или треба да се каква форма сакаме да направиме зависи од плехот. Ако е некој поголем плех, тога ќе добиеме малку пониска структура. Ако е повисок, тогаш треба да внимавате дека треба да се пече уште малку заради тоа што ќе биде повисоко за да не остане живо внатре. Така само проверувате и навистина сметам дека сите ќе успееме да го направиме. Да, сега ако сме толку умешни како Сара и ако сакаме дополнително откако ќе ја направиме тортата која што очигледно е многу практична и брза, а и здрава, спомена Сара, тогаш ако сме и доволно креативни, имаме време за декорирање, можеме и со тоа малку да се поиграме. А за Сара тоа е нели задоволство. Ќе видиме како изгледа испечена оваа торта, но и како изгледа декорирана на нејзин начин, бидејќи таа ни ја донесе и подготвена со оглед на тоа што веќе е испечена. И тоа изгледа вака. Сега ќе ја забележи и нашата камера и ако е толку близко, еве ќе ги видиме и овие мали ситни морковчиња. Со што ги нацрта? Всушност овдека навистина си играв. Колачов вака изгледа од кога ќе се испече, навистина повкусен ако се излади убаво. Значи вака изгледа кога ќе се испече, како ете така тортиче кое што можеме во текот на денот како ужина да си го како ужина, може и како доручек, зашто навистина е нутритивно квалитетен. Може да додадеме некој протеин од младо сиренце и навистина да уживаме како прекрасен доручек да си имаме. Но јас, како што реков, малку си играв заради тоа што доаѓа Великден, па можеби некој ќе сака да направи здрав колад за своите. Сигурно да, за великденската трпеза. Точно така. Јас вака го декорирав, всушност од озгора ставив за да биде сепак нутритивно квалитетен. Си направив од малку павлака, малку мед и малку екстракт од ванила. Си ја размачкав убаво тортата, додадов од мелените ореви што ми остана од колачот и ги нацртав само со направив смеса од белка и малку шеќер, малку ванилин шеќер и ставив малку прехранбена боја. Да, и ги нацрта морковчињата за да нели тоа асоцира на името кое што го има оваа торта, а е наречена торта од морков и еве ова изгледа навистина првенствено за око убаво, а потоа и со оглед на оние состојки кои што ги стави Сара, веројатно и доста вкусно, нешто што верувам дека без дилема би го направиле, заради тоа што ниту одзема време, ниту пак бара никоја посебна ангажираност околу тоа и во однос на состојките кои што ги има. Бидејќи ја презентиравме оваа торта од морков и кажавме на кој начин се прави, ни останува уште малку време да позборуваме за тоа што е исто така дел од твојата работа, а тоа е дека ти работиш и како приватен готвач, односно кај луѓе кои што имаат одредени прослави, имаат вечера со пријатели или нешто што сакаат да одбележат и сакаат нели на тој начин сето да биде како што треба и кога е во прашање храната. И кога ќе те одберат тебе, се разбира нема промашување тука, заради тоа што претходно си го замислуваш менито во главата, а потоа си го реализираш на твој начин и секогаш се покажува како успешно. Видиш што е разликата кога го правиш тоа на тој начин, а од друга страна кога работиш на мену кое што веќе е подготвено, само треба да се сготви, односно веќе се познати рецептите. Е малку околу од твој аспект околу ова.
Да, точно така како што рече, во ресторанските кујни готвиме според менито, према тоа што е дадено, не дека тоа не е вкусно, ама тоа е веќе испланирано, тоа го правиме цело време. Не може многу да си креативен тука заради тоа што мора секој танир од кој да било, дали од мене, дали од некој друг колега мора да излезе исто, но на ваквите вечери како што рече, навистина менито го смислуваш сам. Претходното мени баш беше интересно заради тоа што легнав да спијам и навистина не можев да заспијам. И навистина ми текнува идеи за менито што да биде само онака отворив телефон, го запишав и тоа беше менито за претходната вечера. Навистина беше многу убаво. Како што кажа, тоа е целосно моја креација. Многу ги сакам тие вечери заради тоа што целосно си искажуваш себе си, она што јас како што велам, она што ти лежи на душичката, го ставаш, го декорираш според твое како ти си го замислил во главата, не мора да следиш правило или неправило. Можеш да експериментираш. Пример, ако сум замислила дека ова вака ќе изгледа на таа вечера, пробувам и сакам навистина поинаку да изгледа и онака целосно се покажуваш ти на тоа. Да. И навистина се прекрасни вечерите, навистина сакам да ги спремам. До сега имав две, еве сега на 20 април ја спремам третата и навистина ми е чест за... Мислам, ептен сум благодарна заради тоа што овие луѓе навистина ја даваат довербата на мене, иако сум млад готвач, но сепак го гледаат квалитетот и тоа што се спрема и сакаат навистина да го пробаат. Баш ми е мило што е така. Бидејќи зборувавме за разликата од работа во ресторан како готвач и вака кога некој ќе те побара да бидеш негов приватен готвач, дали има луѓе кои што те пак имаат некаква сугестија или некаква идеја или некакво барање за тоа што би сакале или оставаат целосно на тебе? Конкретно за вечер до сега што ги спремав, луѓето само ќе ми кажат дали има вегетаријанци почесто сега, има луѓе кои што не јадат или јадат риба, само тој дел ќе го споменат, да, точно така, а после тоа целосно оставаат на мене. Навистина сум многу благодарна за тоа, зашто навистина онака си препуштен да ја дадеш целата твоја креативност, целата твоја љубов во една прекрасна вечера и многу убаво тоа што пример им ја представуваш целата вечера, излагаш се, представуваш пред гостите, го објаснуваш секој јадење, тие навистина знаат што внесуваат, како се подготвило и можат да видат со каква љубов е приготвено. Одлично, баш ми е мило. Рековме дека си студенти на Природно-математичкиот факултет од отсек нутриционизам и сега добро ги балансираш очигледно и оваа работа која што имаш заедно со студиите и сето тоа кое што е поврзано нели со самиот факултет. Како го наоѓаш балансот? Еве како пример за оние кои што и учат и работат или имаат таква идеја дека навистина доколку се сака и се работи со љубов, се е можно. Точно така, како што кажа, доколку сакаш навистина можеш да успееш. Факултетот навистина ми беше предизвик кој се одлучив дека ќе го прифатам и дека навистина ќе го уживам тоа што го правам, нема да одам со поплаги као леле, вечер сум на работа, навистина одам и навистина ми е прекрасно времето поминато таму, навистина многу ми значи поддршката од професорите, од асистентите на факултетот, заради тоа навистина разбираат. Да, имаат разбирање за тоа што го точно така и навистина ме поддржуваат, се трудам таму да бидам исто така активна, се трудам да учествувам на колку можам проекти и тоа навистина ме исполнува исто времето поминато со колегите на факултет, заради тоа што сметам дека е едно време кое што го имаме сега и нема да имаме прилика да го поминуваме веќе заедно. Навистина уживам во тоа друштво, уживам да сум на факултетот, така. Браво. Одлична формула за да се бидете и успешен, но да се ужива во секој миг. И ќе споменеме да не забораваме дека си исто член на Slow Food, оние кои што ми доаѓаат исто во кујната на утринска на Телма и се наши соработници, ни ги представуваат и своите рецепти. Уште едно прашање ќе го заокружиме твоето денешно гостување тука во нашата кујна, а тоа е како млад и перспективен готвач и нутриционист. Колку сметаш дека во нашата земја има услови, можности за просперитет во тоа кое што го правиш? Сметам дека како држава имаме можност навистина да успееме, но навистина треба да се потрудиме за тоа. Сметам дека е убаво да отидеме една страна негде да видиме како работат другите кујни, да научиме. Јас секогаш сум за тоа да отидам, да видам, да знам како се работи или не знам. Кога ќе дојдат пример гости кај нас, навистина е многу убаво да иде да се види како тие на кој начин го приготвуваат, да научиш нешто и после тоа да го покажеш на македонската сцена, односно на македонските потрошувачи. Навистина е убаво да се види нешто поразлично, но навистина, како што рече,
Сметам дека навистина може да се просперира и тука во Македонија, ако сакаш, а тоа е мојата цел. Навистина би сакала да одам на страна, но единствена цел ми е да одам на страна, да научам нешто, да се вратам да и стигнеш искуство, да се надоградиш, па потоа да се вратиш и да тука дополнително со твојот талент и искуството кое што ќе го стекнеш да го презентираш тоа кое што ќе го научиш. Јас ти посакувам успех и светла и успешна иднина во тоа кое што го правиш и ти благодарам што и денеска ни ја презентира оваа торта од морков на практичен начин. За сите оние кои што велат што имаше во рецептот, пропуштивме, па дали имаше тоа, па немаше ли ова и она, ќе го имаме нашиот денешен рецепт на YouTube страната Утринска на Телма, онаму каде што ги имаме впрочем и сите рецепти од изминатите денови, месеци, па и години. Ако нешто сакате да си се потсетите и да си го направите, слободно може да го видите и успешно да го направите рецептот како и овој. Сара, ти благодарам и се гледаме во следна прилика повторно со нешто ново и оригинално. Секако. Благодарам.